Парис Джексон, ќерката на Мајкл Джексон, ги објасни причините за незиното отсуство од новиот биографски филм Майкл, кој неодамна ја имаше својата холивудска премиера. Иако незиниот братучет Џафар Джексон ја толкува главната улога, Парис не само што не учествувала во создавањето на филмот, туку ја пропушти и премиерата. Филмот во режија на Антуан Фукуа го следи животот на кралот на попот од неговите почетоци со Джексон 5 во 60-тите, па се до крајот на 80-тите и турнејата Bad. Бидејќи дејството завршува пред раѓањето на неговите деца, Парис, Принц и Биги, нивните ликови воопшто не се вклучени во приказната. Парис дополнително појасни дека незиното оградување е од професионална природа. Таа откри дека прочитала една од првите верзии на сценариото и дала своји забелешки за делови кои ги сметала за неправедни. Ми дадоа до знаење дека моите забелешки нема да бидат земени предвид, па едноставно се повлеков. Таа ги демантираше тврдењата на актерот Колман Доминго дека му помагала на сетот, нагласувајќи дека нема никаква врска со проектот. Освен децата на Мајкл, во филмот ја нема ниту неговата сестра Дженет Джексон. Латоја Джексон откри дека Дженет била поканета да учествува, но таа љубезно ја одбила понудата. Откако Анџелика Васкес, која неодамна поднесе тужба против Кајли Дженер, тврдејќи дека била дискриминирана врз основа на религијата и националното потекло додека работела за неа како собарка, сега и Хуана Делгадо Сото го стори истото, истакнувајќи дека била малтретирана од страна на персоналот додека работела за звездата на реалити шоуата. Таа исто така забележа дека ја молела Дженер за помош во средината на драмата, според документите добиени од Page 6, но дека немало ни трага од неа, ни глас. Во тужбата, Сото, која рече дека почнала да работи за Кајли во мај 2019 година, прво тврдеше дека не добила паузи за оброк и одмор првата година. Меѓутоа, кога Исел Сибријан станала незина предпоставена на крајот од 2023-та, ситуацијата станала уште полоша. Таа исто така го посочи прстот кон домакинките Петси и Елси, објаснувајќи како тие ја малтретирале и го одбиле незиното барање за отсуство кога незиниот брат починал ненадејно. Еден од најистакнатите гитаристи и автори во Македонија, но и на регионалната сцена, Владко Стефановски, кој неодамна ја доби престижната музичка награда Porin Special Merit Award, пред јавноста ќе ги представи своите најнови дискографски изданија Гитарата пее и Мускулна меморија. Промоцијата ќе се одржи во четврток во 12 часот во Holiday Inn. На настанот ќе присуствуваат и представници на Кроација Рекордс од Загреб, чиј долгогодишен ексклузивец е токму Владко Стефановски. Новиот студиски албум Мускулна меморија има 9 нови песни кои стилски се движат меѓу прогресивен рок и фјужен, со препознатливата виртуозност и емотивна изразност, што со децении го одбележуваат неговото творештво, велат од Кроација Рекордс. Легендарниот бенд Rolling Stones го најави Foreign Tongues, 25-тиот студиски албум кој излегува на 10 јули, а фановите веќе можат да ги слушат In the Stars и Rough and Twisted. The Rolling Stones повторно се враќаат со нова музика и уште еднаш покажуваат дека добриот рок-н-рол не старее, туку само добива на тежина. Албумот е продуциран од Ендрю Ват, кој стоеше и зад Hackney Diamonds. Албумот со кој Stones во 2023 година се вратија силно на светската музичка сцена. Новиот материјал е снимен во Лондон во период од околу 1 месец, а според најавите носи звук кој се потпира на блуз, кантри, рок и препознатливото авторско пишување на бендот.